Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократија. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добар ми дојдовте во неделното издание или доза на интерактивната трибина на Народниот парламент Гласот на народот, чиј автор и уредник, ти никош не сакав да речам водител, се знаат кои се водители, сум јас, Слободан Томич, и денеска почитувани со едно големо задоволство сакам прво да го поздравам мој драг пријател и уредник на порталот Охрид 24, каде јас ги пренесуваат моите колумни, бидејќи некои медиуми не се дрзнуваат да поканат новинари кои се со 46 годишно искуство и имаат илјадници интервјуа, анализи, но затоа јас про боно ги давам бесплатно сите мои колумни и сите овие години од 2016, тоа се околу 700 колумни, тоа е голема, затоа ја за кратко време ќе ве израдам се на убава вест, нека биде една сладка тајна, некои ја знаат, но ги собрав, ги публикував во две убави книги и тоа се вика Гласот на народот, клучот на демократијата. Да, почитувани, едната ја посветив на мојот најсакан син Георги, тоа се интервјуата од 1994 до 2024 година. А втората книга е исто Гласот на народот, клучот на демократијата, но колумни од денот кога мораше да ја напуштам телевизија Сонце, бидејќи им пречев на Социјалдемократскиот сојуз и мораше да заминам од телевизија Сонце за да се смени името. Оти Гласот на народот е вистинскиот бедем. Внимавајте, вистински бедем. Зошто? Оти ние не сме абонирани ни на USAID, ни на Deep длабока држава, бидејќи не сме под цуцлите на тој андерграунд подземјето, кој сите овие 30 години ја парчесува, ја уништува Македонија. И направи Македонија да биде сито и решето или швајцарско сирење. Зошто? Оти македонскиот код никако да се интегрира. Видовме, рече, ве молам, дајте ми го слайдот за Венко Филипче, никако испрати порака за една лидерска средба, а тоа беше како да се придружи, да се приближи, со лидерот на ВМРО ДПМН, господинот Мицковски. Меѓутоа, знаете што, баронот Минхаузен може вода да им носи на тој клан таму. Зошто? Оти лажат. Лажеа дека нема да го сменат името. Го сменија. Лажеа дека заедно денеска го слушам истиот човек, кој во неделата имаше избори, вели мене ми дадоа 20.000, не знам колку гласа. Замислите, Венко против Филипче или против Неважешкото ливче. Дајте подолу само насловот на колумната и да видиме со кого имаме ние работа. Зошто? Затоа што и во 2013 година, почитувани германците, не на колумната ве молам само, 2013 ЦДУ и ЦСУ, тоа германците се инкорпорирале во една заедничка стратегија или обединување за стандардот на германците. Но овдека не може. Овдека идеме даска да се украде, уништи Македонија. Мен ми е драго и мило кој ќе слушам дека сакаат обединување за Македонија. Дали се албанци, дали се срби, турци, власи, роми и други. Македонија е на македонскиот народ породи државјанство. Не е на политички партии, не е на еснавски здруженија. И затоа, велам, почитувани, задоволство ми да зборам за Гласот на народот. Вечерва, поточно ја ставиме темата што е доста актуелна, а тоа мислам дека ние подлабински ќе анализираме за случувањата во Вреди, односно
Како што спомнав, вечер имаме една од најинтересните и најважни теми на македонската политичка сцена, ситуацијата со коалицијата Вреди и дилемите што ги носи Арбен Таравари во однос на локалните избори. Се наоѓаме на еден важен пресврт во македонската политика и покрај очигледниот политички маневар и важните предизборни потези на Таравари, многу прашања остануваат без одговор. Ќе се обедини коалицијата Вреди или ќе се распадне? Како ќе се позиционираат политичките партии во предизборниот период? Ќе има ли реконструкција на владата? Во оваа емисија исто така, почитувани, ќе ги анализираме коалицијските стратегии, погледите на Таравари и што можеме да очекуваме од локалните избори. А ќе поставуваме и некои неочекувани прашања, како што се шансите за соработка со ДУИ. Ќе успее ли Вреди да се задржи како независен политички субјект и како ова ќе влие на политичката динамика во Македонија? Наш и мој соговорник и гостин е почитуваниот доктор по политички науки, господинот Љузим Фаризи, ќе му посакам добро вечер и добро дојде. Добро вечер, добро ве најдов и поздрав до нашите гледачи. Се надевам дека позитивно ќе влиеме кон нив во смисла на тоа да го обедениме да имат почиста информација од тоа што се случува во политичката партија Алијанса и генерално во коалицијата Вреди, а и во сооднос со другите политички партии, односно со опозицијата, контактите на Арбен Таравари и неговиот статус во владата. Мој дал пријател, го поздравувам, тоа е господинот Зоран Давич, амбасадорот, кој навистина, која најавив дека ќе биде гостин доктор Љузим Фаризи, че Цове отстави го докторот да збори вечерва, ќе растури, ќе каже информации, ќе објави што никој досега не ги кажа. Затоа, барам еден мал джингл, само да подсетам со нас вечерва се Кристина Томич, мојот главен продуцент, Ивана Алексовска, главна во режија и Огнен Димовски. Джингл и се враќам студијата. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Да, вообичаено, знаете, темата ја отварам со колумна. Колумната е посветена токму на таа тема Ровар или Таравари, меѓутоа тоа е работен наслов на вечерашната тема, а колумната си има интересен наслов. Одиме со колумната која ќе биде катапулт за вечерашната емисија. Кога една политичка платформа создадена за да донесе промени се претвара во алатка за лични калкулации, тогаш тоа веќе не е политика, туку загубена шанса. Влен, коалицијата што требаше да биде новиот глас на албанскиот електорат, денес изгледа како недовршен проект. Проект без правец, без лидерство, без хармонија. Печатот на коалицијата го нема. Документите и правото на застапување се во рацете на судот. А додека институциите си ја терат својата процедура, Арбен Таравари оди сам. Си верува дека е и натаму централна фигура, иако коалицијските партнери му го свртеа грбот. Зошто Влен повеќе не стои за Таравари? Одговорот е едноставен. Затоа што тој напушти идејата за заедништво. Ја замени функцијата градоначалник со министерска фотелја, покажа дека политиката за него е подиум за лична афирмација, а не средство за општо добро. Но народот не заборава. Посебно не забораваат оние семејства како нашето, што го почувствуваа недостигот на човечност, етика и професионалност од истиот тој човек, кој еднаш положи заклетва да го чува животот, а денес не сака ни да се сврти назад. Пред престојните избори Влен е на крстопат. Партиите се разединети, некои ќе настапат сами, други ни самите не знаат како. А во меѓувреме, ДУИ е подготвена, организирана, со силна машинерија и поддршка од теренот, со стратегија, со план. Во вакви услови Таравари е товар, а не преднос. Довербата е изгубена
и нема титула што ќе врати. На избори не се гласа за титули, се гласа за доверба, а таа одамна се топи. Ако Влен не се обедини, ако не ја врати автентичност, ќе стане само уште една фурснота по политичката историја, а не алтернатива. Политиката не трпи калкулации. Народот не простува суети, а вистинските промени доаѓаат само кога ќе се надминат личните амбиции. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Докторе, еве, кој е вашиот коментар на мојата анализа? Да, јас слушам внимателно вашата колумна, вашите размислувања во смисла на тоа дека Арбен Таравари сака да побегне од коалицијата Влен и да го промени целото сликата на Влен внатре во владата, а и концептот на како се направила влада, мислам дека ти се точни и се согласувам со твоите размислувања како сите граѓани што мислат исто како вами ние, но не треба да не правиме некои подетални анализи. Малце треба да се вратиме во историјата, како се направи Влен, за да и покажеме ситуацијата сегашната и во еднина. Политичките партии, односно албанските политички партии, да бидам конкретно, од самостојувањето на Републиката Македонија од 1991 година не успела ниту една политичка партија да биде, односно да има две политички албански политички партии, една политичка партија која цели овие децени, како СДСМ и ВМРО допомне, кои обстојувале во политиката. Ние имавме една голема политичка партија ПДП, па после ДПА, односно од ПДП се трансформира во ДУИ, а овие од ДПА се трансформира во други помали политички партии и како се поделија, така и завршија кај Али Ахмети, односно во Мала Речица. Така што единствената политичка партија која ја трасираше, да не кажам, патот на Арбен Џафери, нели, тој беше идеологот на ДПА, па после Мендутачи, после него, кој од денешен аспект, ако го анализираш, тој значи функционира како трговец поединец, односно партијата ја имал како алатка за лични и тесни фамилијани интереси и секогаш бил, односно соработувал со ДУИ од денешен аспект. Јас на многу луѓе од 2008 година наваму имам кажано дека Мендутачи е човекот на Али Ахмети кој изиграва дека сака да го турне од власта во цел период. И после се формираше нели фракцијата на ДПА со Зијадин Селе и така воскреснуваше, да не кажувам, партијата Алијансата за албанците и на крај Зијадин Селе кој цело време се повикуваше на патот на Арбен Џафери, заврши кај Али Ахмети и Арбен Таравари медемек да ја продолжува тој патот на Арбен Џафери, сака да завршува пак кај Али Ахмети. Значи, веќе нема албанска политичка партија која има друго размислување од тоа што го има ПДП, односно што го има ДУИ. ДУИ денеска што владува 22 години и албанските политички партии сватија, односно се во таа насока да сватат внатре во партијата, дека партијата е само за личен интерес. И гледа дека формирале помали политички партии и на крај се обединеа медемек да прават промени во албанската средина, односно да им донесат добро на албанците, барем така тие се повикват, и на крај, за да не можат дури и во власт да функционираат како што треба. Сега, јас одма после изборите, каде е проблемот сега? Јас делумно, односно, ова почна пред една 10 дена, нели, изјавата што ја имаше во 360 емисијата за прв пат Арбен Таравари, каде ако ја го анализираш неговиот говор, на
првиот дел, особено на кој не знам колку со минути сега 10-15 минути тој разговара каде е незадоволен од тоа што јас го имам кажено одма после изборите. И во вашата емисија, ако се сеќавате, и со вашиот гостин заедно кога бевме со тој експертот со Љупчо, истите овие проблематики ги имам искажани ден денеска, Да ги подсетиме што изјавите. А Таравари пак он ги искажуваше во таа емисија. А што е? Вреди нема направено проценки внатре во партијата колку имат капацитет, ресурси од луѓе кои имат адекватно школување, односно образование, за да можат да имат да се сносат од тој предизвик во владата. Тоа е првин. Ниту една од политичките партии внатре. Второто, кога се договориле коалиционите партнери, да не забораваме дека Арбен Таравари е човекот што го напушти Европскиот фронт, односно ДУИ, кога се формираше Европски фронт, и излезе од другата страна увреди, и го направи тој балансот, иначе ќе бевме дисбалансирани, албанскиот блок ќе беше дисбалансиран, ДУИ може да земеше 25 пратеника, а вреди со трите политички партии, движењето на Изет Меджити, Алтернатива и БЕСА, ќе освоеше максимално 7 до 8 пратеници. Така што, доаѓањето на Арбен Таравари го мотивираше албанскиот гласач за да излегува да гласа за опозицијата. И сега, Арбен Таравари кажува дека тој се договори на 35% да го земе колачот тоа што ќе му падне на вреди. Па после тоа заеднички с 4 политички партии да го делат 25-25-25-25 на 4 дела. Е сега, Арбен Таравари не се согласува од тоа дека 25% му следува на него. Он мисли дека му следува многу повеќе позиции во владата, имајќи предвид дека има некои политички партии внатре кои завчера кажал дека не тежат ни 4300 гласа, нели така читав некаде. Он го има изјавено тоа во некоја емисија. Така што јас претпоставувам дека тоа мора со алтернатива. И од ова поделувањето на политичките партии, на 4 политички партии, излегувањето на алтернатива, 2 политички партии не се согласуваат дека тој треба да излегува, пошто може да се направи дисбаланс пак на коалициите помеѓу вреди и ДУИ, односно ако продолжува тој Европскиот фронт кај нив. Единствената политичка партија која е малце порасположена е алтернатива, бидејќи ќе се дели 33. Значи од 25 ќе постигне на 33. Јас мислам дека само заради почита што Арбен Таравари излегуваше од страна на вреди, овие членови на вреди треба да го почитуваат него. Битката кај е, пошто никој не ја знае битката кај е. Освен тоа, значи јас што сум имал тој го потврдуваше дека ние немаме луѓе се постаени кои не се адекватни за таа позиција. Он искажува така. Односно, некои места останале празни, бидејќи кога се поделиле помеѓу нив, пример, им паднал на алтернатива, а алтернатива нема кадар, а го има алијанса, пример, и не сака да се трампуваат. Или па таков, ако го има алтернатива, па не го има, нема таков кадар, да постават таков човек, па го има кој кај БЕСА. И не сака да се трампат помеѓу себе. Знаете зошто? Кога ги поделиле местата, ги фрлале на шорт, на ждрепка. И ждрепка, на која му падна? Алтернатива. Окей. Второто, ајде уште еднаш на ждрепка и ги поделиле помеѓу себе на ждрепка. Кога ги поделуваш на ждрепка, не размислуваше кој како капацитет. Тогаш коалицијата ждрепка коалиција ти става. Ждрепка коалиција. И сега за тоа еден ден ќе пукне. Ама па, сега вториот многу е важно. Арбен Таравари може да биде незадоволен од вреди. И може да излегува од коалицијата вреди, пошто излегувањето на Арбен Таравари од коалицијата вреди не значи дека тој треба да излезе од владата. Бидејќи на крај на краишта тој има 5 пратеника. Мнозинство може да се направи ново парламентарно. Не па, владата има доволно
пратеници, има мнозинство, дури 2/3 има. Мислам парламентарна група. Во парламентарна група, да. Парламентарна, 5 да. пратеници може да прави парламентарна група. Независна од вреди. Но Арбен Таравари, мислам дека забегал дури повеќе. Бидејќи тој не кажува дека јас излегувам од вреди, па јас да ја продолжувам политичката битка сам, но ниту еден случај со Дуи. Тој што кажува? Јас си излегувам, ама јас кокетирам и со Дуи. Тој јавно го кажува тоа. Си намигнува. Значи, тој не да се намигнува. Тој чим јавно тоа го кажува, тоа значи дека тој искришно тоа што излегуваат информации дека се сретнал со Али Ахмети. Прави дил. Тоа сигурно било точно. Тој каналите ги кажува дека комуницираат. Дека сите комуницираат. Но мислам дека Арбен Таравари претерувал. Дури и самата влада, јас мислам дека треба да го седне и да му кажеш кратко и јасно на која страна си. Дали може на две столчиња да се? Знае зашто? Познавајќи ја го многу добро, јас многу добро го познавам како Да? функционира тој. Ајде. Јас мислам дека тој па се изнесе пред време да кажува, односно го имат откриено дека тој Игра на две игра страни. на две страни. Јас мислам дека тој се договорил со Али Ахмети. Како? Тој се договорил на првиот круг да иде сам и на вториот круг Да му се приближи. Да му се придружи. да се придружи. Најверојатно скришно од кога ќе се номинират, односно кога ќе се затварат листите за граначалници и за советници во општините, во некој од општините тој ќе се обидува Арбен Таравари да го стави во втор круг. Кога ќе биде во втор круг, тогаш да го подржи во некои одредени општини и невратно се договорил за град Скопје. Две општини на него ќе му бидат загарантирани. Тоа е општина загарантирана од страна на Дуи, кажувам. Општината Гостивар и Врапчиште, за тоа и тој граначалникот на Врапчиште сега од Зјадин Селја излегуваше на страна на Арбен. Најверојатно Али Ахмети има направено проценка дека Зјадин Селја веќе нема терен и дека со Арбен Таравари може тоа да го освои, барем некои општини плюс да зема. Но тој ќе купува време, игра лево, десно. Разбираш, че излегувам, не излегувам првиот круг, вториот круг. Јас мислам дека Таравари ќе оди, сака да оди, односно. Целта му е да оди до вториот круг на избори, пред вториот круг, значи помеѓу двата круга, да прави коалиција со Дуи и да не опушта владата, заради тоа легитимитет, не имаме повеќе, да му ја потврдува тезата на Али Ахмети и така да ја протурка државата во нови парламентарни избори. Јас мислам дека владата, односно премиерот, треба да го седне него и една за секогаш да ги расчисти, да ги изјаснуваат работите. Дали тој е со Дуи или е со ВМРО ДПМН. Тога да бидат чисти и јасни, не со вреди. Дали е со ВМРО, пошто да не кажам газата на владата е ВМРО ДПМН, бидејќи имат 57 пратеници е мандатарот и треба да му се биде јасно дали си со нас или си со него, за да бидат јасни работите. Во моментот ако Арбен Таравари излегува од владата, јас мислам дека тогаш ќе му биде политичкиот крај. Како и да е. Како и да е. Дали ќе излезе сега или ќе излезе после изборите, тоа ќе му биде политички крај. Ниту едниот од политичарите во историјата 22 години не успеел да го надминува Али Ахмети кога е внатре во коалицијата. Сите мали политички партии кои ги земал Али Ахмети ги има уништено буквално. Еве гледа во Европскиот фронт веќе тој партијата на тие Зейд Мейт таму што се тие другите Аријани Тоџа кои се тие не ги знам буквално ги нема. Дури што е жално и тие политичките партии на малите заедници како се турците дури рикна ги нема воопшто. Така што Ахмети знае да ги употребува за лични и партиски цели, за да може да... Но јас мислам дека Али Ахмети сега
веќе не гледа за политичката партија, колку што гледа за личен и семеен интерес, за да може да се брани од тоа што цело време им фукнат кривични пријави од се плаши за својата кожа. Да. Така што треба да почекам уште малце, но јас мислам дека владата треба да биде, односно ВМРО-ДПМН и коалиционите партнери треба да го седнат една за секогаш. Јас не верувам чим тој отишол толку далеко за да може да преговара со Али Ахмети, дали значи тој целта му е исцртана во неговиот мозок. Ја читате темата? Дали точно дека роварили таравари? Па тоа кажувам, дека тој сигурно се има договорено со Али Ахмети и... А со СДСМ? Ја ќе кажам зашто е така го констатира. Сега ја сакам да кажам нешто друго. Да не ми беге мислата. Ајде. Овие од Влен, пошто нели беа Лен, па после Влен со доаѓањето на Арбен Таравари. А има, што значи Лен, а што е Влен? Лен е скратенка скратенка на Сојузот за европски промени. А овој со Европски фронт. Да. И тоа е трите букви. А после кога дојде нели Ведвендоси, представникот на Албин Курти, што е советникот, нели тој Беким Чоку е негов советник, тој е представник на неговата неформална организација регистрирана кај нас и Влен, а Влен како збор вреди, ме разбираш за тоа е Влен и Влен, тоа беше дека алијансата и Влен наси вреди за промените, нели беше тоа. Вреди за промените и Влен за подрешим, нели тоа беше на албански, ако се кажа. Така што јас што треба да прават сега Лен, да не кажам, само трите политички партии. Партијата на Изет Меджити, на Билјал Касами и на Алтернатива, пошто се веќе многу политички партии и не можеме да ги, односно јас ги знам, но обичниот народ, особено македонскиот граѓани не може да ги препознаат, пошто рикнуваат секој ден, дури албанците не знаат точно кој од која партија. Значи, партијата на Изет Меджити, Демократското движење, БЕСА на Билјал Касами, на градоначалникот Тотова, и Алтернатива на партијата на Африн Гаши, но е сосема друг председател, нели тој е председател спикер. Да, сега е Зекирија Ибраими там. Така што овие три политички партии јас мислам дека треба да се сконцентрираат. Од сега да ја направат барем една политичка партија, ако може да се договорат, а јас во една мисија кажав дека веќе се договорено, веројатно Изет Меджити ќе биде председател на тие три политички партии, тоа би било како добро. Како би се викала исто? Па може тоа е надима како Влен, не знам, може да има, ама и мене да ме прашуваат, бидејќи веќе Влен е брендирана во државата. Јас мислам, домаќини е седен. Да, и некако не само што е прифатена од албанскиот гласац, дури е прифатена од сите граѓани. Дури јас мислам дека и на секој македонец веќе му станал како добар поход за промени. И се докажува како политичка коалиција која е за стабилност на државата, од разлика од европска. Таравари навикна, печатите си ги зема. Без печати, без тапија. Ќе видиме сега до крај. Слушај, печатите можеш да ги правиш за еден ден. Ако и партијата може да ја прави за 2-3 дена, но многу е важно дали имаш гласачи од позади. Јас мислам дека овој Влен сега моментално само надвор од алијанса, само трите политички партии да можат да ја направат една политичка партија, да се трансформираат во една политичка партија и да се сконцентрираат во гласачите каде ги има алијанса за албанците. Јас имам формула. Јас имам формула, не сакам да ја кажам, но имам формула со кои луѓе треба да игра во сите општини кај мисли дека Арбен Таравари може да победи и јас ти гарантирам, јас јавно гарантирам дека тој нема да добие ниту една општина. Само ова камера Меджити порака. Лен треба точно да ги лоцира луѓето
кој го има создадено Арбен Таравари, а не се со неговата идеја да иде кон Дуи. Знаеш што? Концептот врз основа на кој се градеше Алијанса за албанците, односно партијата на Таравари, бидејќи порано и Изјадин Силевише, е кивото на ДПА. И утре дента Арбен Таравари и да прави коалиција со Дуи, тоа не значи дека сите албанци топтан од неговата политичка партија ќе ги внесе кај Дуи. Дуи може да ги држи тие клиентелистите, пошто таа е политичка партија на клиентелисти. Таму кај нив нема идеологија, кај нив има едно работно место во државна администрација да биде да земе плата, да може нешто од некој денарче да земе од некаде. Бизнес интерес. Бизнес да земе некој извод да извади пасош некаде, ако може со вакви некој социјално да му извадат, пензија да му извадат на некој со познанство. Социјално порано беше да го запишеш тука тој во Италија да земе дечки додаток и да вози камиони да работи. Така што тие се навикнале во тоа и тие се клиентелисти. Знаете што има правено добро Арбен Таравари во изјава 360 за бизнисите сега ти кажувам. И за клиентелистите на Дуи. Од кога Дуи падна во опозиција, почна да ги лаже. Прво почна да пишува, нели, да се жалат кај странските дипломати, никој не ги фермаше буквално. После почна да ги лажат нивните представници. Ќе влеземе во септември во влада, ќе влеземе во октомври, пред Нова година, после Нова година. Студент туш добија кога го чува албанскиот јазик да не им победне во Уставниот суд. Нели, шаторите што ги постаја, кога го става Груби во црната листа, тогаш сватија и самите клиентелисти на Дуи колку е саатот. И веќе како моралот им падна. И почна да шират една идеја кај нив, сега е Рамазан, треба пости да држиме, после Рамазан ќе се обидеме да дојдеме на власт. Додека Ахмети купува време, додека да го може да ги расцепи овој политички партии. Но клиентелистите на Дуи почна во депресија да падат, во огромна депресија. Не излегува, пошто тие се навикнати јадење, пиење, без пари со на државна сметка, картички, мартички, да може да стават бензин у коли, веќе тие ги нема. Тоа луксус веќе го нема. И сега тие земале плата, наместо да земат плата, пример, сега карикирам 30.000, јас сум видел, пошто мојата професија е трудов инспектор, сум видел вакви случаи, тој земал 90.000 плата. Работел и во државни празници. Сите државни празници, тој како да е атеист, ме разбираш, во државни празници сите. Јас сум видел ситуации кога човекот требал работел на тендери, односно на јавни набавки, работел во државен празник човекот. Јас не знам дека некој јавна набавка се одвива во државен празник. Значи, работеле, земале пари врз основа што не постојат воопшто. И сега кога ти од тој лукс имаш државна кола, ја полнуваш, идеш дома со кола, ја возиш семејство, идеш во свадба со кола. Имаше цело време тоа го направи. И сега ти кога го немаш тоа, за клиентелистите кажам, не за функционерите. Сега тие почна во депресија, пошто имаш проблеми дома, веќе си носил по 50-60 илјади, сега носиш по 24. Диазепам ситуација. И сега диазепам ситуација. Што вика Заев, диапазон. И сега што се случува? Тие почна во депресија да падна и не излегуваат. Дента кога има дадено изјавата, полни кафичите беа. Супер, влеговме на влада, у влада сега. Значи, кога видат дека 2-3 дена нема ништо, пак се повлекуваат дома. Значи, вакви изјави дури и овиот вреди треба да кажат, утре Ахмети у влада, да овие ќе се соберат по тие кафулињата, по тие чајджилниците селските, и во меѓувреме кога ќе кажат дека нема ништо, пак се враќаат дома и пијат руски чај тамо со лимон. Така што во таа ситуација е политичката партија на Дуи, бидејќи е политичка партија на клиентелисти кои по секоја цена сака да бидат. Дали тоа може се да изгасне или не може, се дека постои Али Ахмети? Како политичка партија? Да. Јас мислам дека после изборите, ако оваа коалиција, владина коалиција иде во избори и ги добива мнозинството на општини, јас не се сомнувам во МРДП на ДПМ, туку и знам во албанскиот дел, сега се кажа, тогаш веќе
Ахмети ќе му биде политички крај, бидејќи треба и да се повлекува. Дали ќе се повлекува, не знам. Тој нема да се повлекува, бидејќи му треба уште малце време за да може да се... Што му фали? Што уште му треба на Али Ахмети па да биде задоволен? Не. Тој цел живот треба да сака да биде во власта. Тој не се навикнал да седи во опозиција, а сега му треба како стилот на медутачи, бидејќи еден период беа и заедно во таа коалиција и си размена идеи како треба да функционираш. Слушаме денеска медиумите дека човекот на Таравари е уопсен, директор на геријатрски центар, бидејќи побарал мито 20.000 евра да смести возрастен човек во геријатрски центар. Да, го читав. Пренесуват медиумите. Треба... Колку влие на авторитетот на партијата? Да, тоа е една поука дека Ербен Таравари треба да се свести и да се сконцентрира внатре во владата на борбата против криминалот и корупцијата. Ако ги слушнав денеска европските челници, кажува, односно посочија на Република Македонија дека најголемиот предизвик сега ќе му биде борбата против криминалот и корупцијата. Во овие 7-8 години ние не сме виделе таков робусна акција од страна на МВР, што во овие 9 месеци се случува во држава. И тоа е за почит. Јас мислам дека кога ќе стигне европскиот извештај за прогресот на државата, тука ви гарантирам дека ќе биде позитивен напредок во смисла на борба против криминалот и корупцијата. Јас мислам дека борбата против криминалот и корупцијата треба да се заоштрува, но јас мислам дека ситуацијата со Кочани малце го пренасочи односно влада и државата да се сконцентрира повеќе со тој случај. Јас мислам дека овој период му се земаше време. Јас мислам дека владата треба да се сконцентрира од Министерството за внатрешни работи, да се сконцентрира да ги открие тие криминални дејства кои се случува по институциите, треба да и робусот на акции треба да биде многу посилен, но имајќи предвид дека за да се бориме против криминалот и корупцијата се три алки многу важни, треба да ги знаат граѓаните, секогаш ги повторувам, а тоа е Министерство за внатрешни, односно Министерство за внатрешни работи, јавното обвинителство и судството. Ако овие три, а посебно првите два, ако не соработуваат помеѓу себе, тогаш не може ти да го обединиш тоа криминал и корупција, односно борбата против криминалот и корупцијата нема да ти бидат како успешни. Затоа, а ние па имаме влада која има воля да се бори против криминалот и корупција, но имаме ситуации кои сметат, односно обструират или судството. Гледаш пред судите пример за случајот вчера од Тетово, донесот за токму тоа сака да те замолам, да. Еден од судиите кој донесе таква пресуда, истиот фалсикувал оценки за да стане во Академијата студија. Одиме со девојчето што побара правда, а потоа може да залепите веднаш и реакцијата на премиерот. Имаме околу 7 минути, имаме простор да финишираме. Колку вреди животот у Македонија? Дали некој мене ќе ми објасни животот у Македонија, колку вреди животот на сестра ми? Со 2 години ние треба да бидеме задоволни. Со 2 години ја треба да атендем и да ја речем на сестра ми, да ја запалим свеча и да ја речем со 2 години биди задоволна. Ова е законот у Македонија. Не може со 2 години. Максималната казна 5 години нема да ми ја врати Теодора мене. Сите веруваа у правда. И ја верувам у правда. Ја верувам дека ќе се смени ова 2 години и ќе остане барем максималната казна 5 години. Никаква верба во ова држава. Верувајте. Згаден. Како? Као човек сум згаден. Што да очекувам од ова држава? Кажите ми. Плачем за правда, правда нема. Нема да има никад правда во оваа држава. Судот во Тетово му досуди 2 години затвор на сторителот кој смртно ја прегази 22 годишната Теодора Ристевска.
јавно да прашам, има ли некој во државава кој смета дека тука имаме задоволена правда? Јас не само што не сметам дека правдата е задоволена, но и како председател на владата, како човек и родител на 2 деца, сум силно разочаран. Ова не е правда. И тука имаме потврлање на системот по сите основи. Знам дека некој ќе ми се налути. Ќе излезат и такви полноглавци кои што ќе ме критикуваат после ова што ќе окажам. Но јавно барам од Судскиот совет да се преразгледа работењето на овој судија и уште еднашка да се анализира оваа пресуда. Дозволете ми само, господин доктор, само да кажам, почитувам премиери, ја многу ве почитувам, многу сакам ова изјава што дадовте. И јас ве молам од ова место. Јас сум родител на починат син, нема ни 2 месеца. Ја ве молам, исто ја ве молам, да ја барате правдата, ја поддржувате правдата за Ѓорги Томич. Особено кај вашиот коалиционен партнер, кој не сака ревизија на фингираниот извешот екстра суперсонична 5-члена комисија. Значи, барам од вас, како родител сега на едно дете, да инсистирате на господинот Тарвари, гледаме дека е далевер во политичар, да прифати ревизија на случајот со Ѓорги Томич. Докторе, вашиот финален збор, ве слушнавме, народот бара правда, рековте Европската Унија, што не треба Европската, ние сме свесни кој држава и се докажавме дека сме способни. Кој е вашиот финален збор? Почнавме со далаверите, односно роварењето на Таравари, а пропо се ова како што зборевме, кои се вашите зборови? Први јавно сочувство за вашиот син. Благодарам. Вие сте едното семејство како тие што ги видовме, што протестира, односно незадоволство што го искажуваат против судството. Убиство е, верувајте ми, убиство. Јас само можам да кажам дека ние не се бориме против криминалците. Како организација, ние се бориме против криминалното јавно обвинителство и судство. Тоа не значи дека сите суди и јавни обвинители се криминалци таму. Но најголемиот дел таму, бидејќи кога ти веруваш само 2% на луѓето им веруваат на овие институции, тоа е брука за нив први во кога донесуваат такви одлуки и тие треба да се посрамат од себе си што работат таму. Само да сакам прв пат да го кажувам во вашата емисија. Да им покажуваме на народот каква перцепција имаме ние, како и на народ, но да му кажеме и на тие јавни обвинители. Излегувам пред некои 3-4 дена со моите другари во кафич, ресторан во Скопје и како дискутираме, правиме обичен муавет. Во меѓувреме се појавува некој и мене ми кажува, еве, овој криминалецот. И јас сега се вртам, го гледам, пошто јас не ги знам ни дури и тие кои се тие бандити, да не кажам, и сега го гледам, кој е тој криминалец? Еве овој, не ве кажам, овој е јавен обвинител. Па овој каже криминалец. Значи, еве каква перцепција ти кажува народот, значи не функцијата јавен обвинител е многу значајна во државата. Секако. Ти се бориш против криминалот и корупцијата, односно да ги штитиш граѓаните од истото. А од другата страна, народот има перцепција дека ти си тој криминалецот. Така што, јас секогаш во моите настапи кажувам дека на правосудниот систем треба дирно чело да се игра, да му се удри. Јас мислам дека владата има 2/3 мнозинство во собранието, со 2/3 мнозинство може да смениш устав, а може да смениш и било кој закон. Јас мислам дека тука не треба да ги слушаме многу европјанците што ќе ни кажат во овој дел. Ако ние мислиме дека утре дента тоа ќе ни носи бенефит за нашата држава и за нашето семејство и за иднината, тогаш мислам дека треба да донесат закони кои ќе бидат многу болни, но ќе бидат профитабилни и ќе им лесат душа на многу луѓе на кои им се изгорел. Ќе го уништи тој систем кој е уништи Македонија 34 години. Јас мислам, јас така ви постапил, јас многу сум арогантен во овој дел.
не во карактерот, не само тоа, но радикален су по темите. Овие теми те иритират и јас мислам дека тука без пардон треба да се Без милост. Без милост, без пардон и тие обвинители вакви. Јас мислам дека треба да им се влезе внатре и да им се прави претест буквално на сите предмети, пошто тој предмет е еден од тие што пресудат 2 години за човек што има утепано младо дете или не, девојче што било. Да. Но тоа е едно што имал храброст да излегува во телевизија. Не секој има храброст да излегува и да ги искажува своите незадоволство. Боли. Односно гневот, Боли, болката. што докторе, го има. тоа боли. Докторе, ви благодарам многу. Исто и на вам ви благодарам многу за поканата. И ми е чест секогаш да дојдам во вашата емисија. Некогаш не можеме да се договориме, бидејќи сум канете во други емисии. Знам, по своја емисија веднаш ќе ве поканати, да, генерално радоштво. секогаш ми е чест да дојдам во вашата емисија и да ги поздравам вашите гледачи кои секогаш не почитуваат. Благодарам, беше задоволство и чест почитувани. Благодарам за вашето внимание. Да, јас ве поканувам утре да ја прочитате мојата колумна посветена за државниот ТВ новинител Лјупчо Коцевски. Автентично, кажано, јас неколку пати челенџи, предизвик му испратив и сега да покажете се на дело, исправете го, исправете неправдата. И Ѓорги е дел на ова тешка загуба Македонија што се случи, како и момичето со плаче за својата ќерка, таа еднашка ставиме крај и стоп на овакви наследства. Бите живи, здрави, петок ве очекувам во магазинот. Ќе имаме еден исто така супер сонечен соговорник, како вечерашниот. Останете натаму со програмата на телевизија Вистел. Нема да сгрешите. Пријатна вечер. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре во исто време на Вистинска телевизија.